Дали во Messenger имаме лимит кога ние праќаме фајлови? Дали се видео фајлови, дали се аудио фајлови, слики, некои документи? Одговорот е и да и не. Зашто го велам тоа? Бидејќи во самата апликација, во телефонот што ние, нема некаков лимит, се праќа се без проблем. Но, во интегрираната верзија, која што има на десктоп, имаме ограничување до 25 мегабајти. Еве примери, ќе ги видите во продолжение. Одиме со првиот пример. Еве имаме едно видео од 53,28 мегабајти и една слика која што има 45,42 мегабајти. Одам сега во месенџерот за да ги пуштам. Еве ја. Сликата се праќа, готова е, и еве го видеото. Send. Се прати. Сега, кој ќе ги спуштиме, ќе видиме дека му направи компресија. Значи, компресија прави и да се пуштат и од десктоп. Во секој случај нема да ги добиете во оригиналната форма како што биле. Одиме во галеријата, за да ги видиме резултатите од самиот тест. Еве го оригиналното видео, 53,28 мегабајти со димензии 720 на 1280, а симнатото, кој што го пушти во Messenger, е 368 на 656, кое што е компресирано на 4 мегабајти заприка 54. Односно 4,54 мегабајти. Одиме да видиме сликата. Оригиналот е 10.762 на 6054 со 45,42 мегабајти, а компресираната фотографија е со 2048 на 1152 резолуција која што е компресирана на 308 килобајти. Тоа беше првиот тест, а сега одиме да го направиме вториот тест со лимитот на десктоп. Еве сум на десктоп. Имам видео кое што е со големина од 43, односно 41,3 мегабајти и истава слика која што има вземено во претходниот тест, која што е 43,3 мегабајти. Одиме во самиот Messenger. Сега ќе земам да поставам сликата првично и гледате дека вика The file you have selected is too large. The maximum size is 25 megabytes. Што значи дека е лимит од 25 мегабајти. Истото ќе напиши за видеото. Да, повторно го вади тоа. Сега, пошто вика дека се многу големи фајлоите, односно дека не ограничат 25 мегабајти на десктоп, ние ќе треба или да направиме некоја одредена компресија на видеата и сликите, или пак нив да ги поставиме во Google Drive, Mega, OneDrive, Yandex.Disk и некои други клауд сервиси, или да го копираме нивниот линк и да го поставиме во самата порака. Сега, ако сакате да правите компресија на видеофајлови, можете да го искористите Handbrake. Ако сакате да правите компресија на слики, можете да го потребите Compress.now, тоа е онлайн алатка, а за документи ги имате еден куп на интернет. И разни конвертори имате што го возможуваат тоа онлайн. Така да, значи, лимитот од 25 мегабајти го немаме во самата апликација, додека на десктоп го има. Сега, дали има скроз некој одреден лимит, не знам, но сепак по големи фајлови
видеозаписи и аудиозаписи можат сепак да се испраќаат на телефон. Еве сега еден трет тест со видео 300 и нешто мегабајти. Првично ми напиша message could not be sent. Може би е преголем фајлот. Сега чекам уште еден пат да видам дали ќе се испрати или не. Еве го дечки на големе, изгледа ќе се пушти. Успешно е пратено. Сепак мислам дека била некоја грешка јас. Потоа што видов. Како за крај, од сите три тестови, можеме да заклучиме дека лимит од 25 мегабајти имаме само на десктоп верзијата на Messenger, а додека пак во апликацијата за телефон немаме таков лимит. Сега, од двата случаи, нели сте го пратиле фајлот од десктоп или апликација, ќе има компресија. Тоа беше за ова видео, се што сакав да ви кажам. Бидете ми поздравени, а се гледаме во некое наредно видео. Пријатно!